почитувани представници на Сдружението Млади правници, почитуван министър Забрале, господин Маричич, почитувана министърке Шахпаска, почитуван Бертолини, шеф на делегацията, делегацията на Европската уния, почитувана госпожа Георгиевска, менеджерка на проектът, господин Янчев, националният директор за програмски развой в СОС Детско село, ценети дами и господа, участници на ова завършна конференция. Правната поддршка на ранливите жртви на насилни кривични дела секогаш представува прашање за сериозна дебата на институциите. Зошто да започнувам излагањето со една ваква констатација? Затоа што долго време институциите, а кога велам институциите, мислам и на полицијата, приоритетно се фокусираат на сторители на кривичните дела, додека прашањето на обезбедување на поддршка на жртвите се третира како задоволување на правдата со откривање само на сторителот. Но современите трендови, па дури ако сакате и концептот на Законот за кривичната постапка во 2010 година, како и адаптираните или новите усвоени законски решенија, во центарот на вниманието ја поставува жртвата пред се ранливите категории на жртви. Тоа се децата, жените, старите лица или лица со попреченост, за кои е необходна и поголема правна процесна заштита. Секогаш кога зборуваме за правна поддршка на жртвите, мора да имаме предвид дека тоа е возможно само со одговор кој што бара координиран мултиресурски пристап, односно со брз, ефикасен, професионален и пред се етички одговор од страна на повеќе институции, вклучувајќи тука и издруженија на граѓани кои се докажани во областа на заштита на правата на жртвите. Тоа е така затоа што правната заштита на жртвата значи првично таа да добие третман на жртва, што представува таа да биде препознаена како жртва и да се признае статусот на жртва во правниот систем на државата. Тука од аспект на Министерството за внатрешни работи непроценливо е знаењето на полициските службеници, нивните компетенции кои што ќе овозможат да се спречи дополнителна виктимизација на таа жртва која што е. Секако, и особено значење и постапување на останатите ресори, дали е тоа Министерството за труд и социјална политика, здравството, обвинителство, судство и сите други институции кои што се врзани во тој синџир. Секако, во целиот тој процес е важна давање на првичната поддршка на жртвата и вклучување при тоа и на итната помош по претрпеното кривично дело. Меѓутоа, многу е важна и една работа, тоа е потреба жртвата да биде разбрана, да се покаже емпатија и да им се овозможи едноставно учество во целата таа постапка која што има. По целата ова меѓуинституционална соработка, пристап и така натаму, од особено значење е да и се понуди на жртвата заштита од заплашување, од одмазда и од понатамошни штети од страна на обвинети или осумничени и од повреди за време на кривичните истраги или за време на судските постапки, да се овозможи пристап до правдата на начин на кој што жртвите ќе бидат свесни за своите права кои што можат да ги остварат во целата тековната постапка. Во секоја ситуација треба да имаме предвид дека посебно внимание мора да се посвети на давањето на помош, која што помош треба да биде модулирана, скроена според потребите на посебните категории на криминал, дали е тоа домашно или сексуално насилство, недозволената трговија со луѓе, тероризмот или пак криминал кој што е потикнат од омраза.
Индивидуалниот пристап базиран на основните потреби на жртвата представува императив од кој што сите ние мора да се водиме, при тоа да подразбира поттикнување на вклученост на жртвата и нејзина информираност во сите фази од постапката. Министерството за внатрешни работи ја препознава потребата од правна заштита на жртвите, не само како обврска за континуирана обука на полициските службеници кои што пружаат непосредна помош на жртвите, туку како обврска жртвата навремено да ги добие сите своји права, истовремено ближејќи се и за адаптирање на условите за работа со ранливите категории на жртви. Во таа смисла, во сите полициски станици на видно место истакнат постер во кој што се наведени правата на жртвите. Се планираат и спроведуваат континуирани обуки на полициски службеници кои што работат на оваа проблематика. Во полициските станици во Кисела Вода, во Газибаба, во Гостивар, Кочани, Струмица, Гевгелија, Велес, Битола, адаптирани се простори кои што се посебно наменети за разговор со ранливи категории на жртви, и тој процес на адаптација на вакви простори правиме во секоја една полициска станица веќе во која што вршиме реконструкции и создавање на услови. На интернет страната на Министерството за внатрешни работи функционира апликација Црвено копче како дополнителна можност за електронско пријавување на злоупотребата на деца, трговијата со луѓе, криминалот, омраза, повикување на насилство, а објавен и лифлетот од проектот Правна подршка на ранливите жртви на насилни кривични дела, кој што содржи корисни информации, податоци, како и на кој начин може да се добие таа поддршка за ранливите категории на жртви. Ова се само дел од активности кои ние како Министерство за внатрешни работи ги превземаме во овој домен, при тоа потврдувајќи ја заложбата за безрезервна ориентираност кон правата на жртвата. Можам со сигурност да кажам дека помина времето за поделено внимание кон жртвите. Тие го заслужуваат нашето посветено внимание, системско превентивно делување и заеднички координиран пристап на институциите. Бидејќи насилниците не можат да живеат со вистината, но жртвите пак не можат да живеат без вистината. И тука е нашата посебна одговорност. Благодарам на вас кои што работите на овој проект, заради тоа што подеднакво важно е, ако сакаме да ја дознаеме вистината, да ја кренеме јавната свест. Ако ја кренеме јавната свест, тогаш ќе имаме и посилен институционален капацитет за да можеме сите ние заеднички да делуваме. И јас сум убеден дека ова е процес во кој што институциите постојано ќе мора да ги јакнат капацитетите и од човечки аспект, и од професионален аспект, и од аспект на интегритетот на полициските службеници, односно службеници кои што работат вообичаено во овие институции. И ако ја јакнеме меѓуинституционалната соработка визави соработката со граѓанскиот сектор, ќе дојдеме до резултати, заради тоа што сепак во овие изминати години не само јас, не институцијата која што ја предводам, мислам дека и невладиниот сектор и граѓаните можат да ја препознаат разликата која што била пред 5 години која што е денеска. Дали е тоа доволно? Секако дека не е доволно. И тоа постои разлика, сериозен напредок, и сметам дека само заеднички ќе можеме да одговориме сериозно на овие предизвици кои што би биле демотивација за создавање на нови насилства во нашето општество. Благодарам.